овој закон за изменување и дополнување на пензиско и инвалидско осигурување, меѓу другото што се прави, буквално се трга обврската за тој што сака да биде директор на фонд за пензиско и инвалидско осигурување да има меѓународно признат сертификат за англиски јазик. И ова е последица на онаа бруката што излезе со меѓународниот сертификат на директорот на Агенцијата за национална безбедност Христовски, за кој што излегува информации дека извадил меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик од фирма во Бугарија која што 5 години наназад пријавува дека нема никакви деловни активности. И после таа брука излега уште многу бруки, значи многу директори се појавија без сертификати или со лажни сертификати. Значи очигледно во Македонија сите што сакаат да бидат директори не сакаат да седнат да положат за меѓународен сертификат, само сакаат да бидат директори. И еве сега со измените во член 160 им се овозможува конкретно на директорот, на тој што се планира да биде директор на фондот за пензиско инвалидско осигурување, му се овозможува да стане директор без да има меѓународен признат сертификат за англиски. Измените се малку перфидни затоа што меѓународните сертификати остануваат во предложеното законско решение, како TOEFL, IELTS, APTIS и други, но исто така се овозможува, но тие не се задолжителни, сега се опционално. Сега се овозможува овие луѓе што сакаат да станат директори да се извадат и сертификат од домашно или странско правно лице, но тој сертификат нема да биде меѓународно признат и нормално нашите директори не се будали да седнат да учат за меѓународен сертификат, ќе се извадат тука сертификати кои што нема да бидат меѓународни и имајќи предвид дека во Македонија има негативна селекција, овие луѓе без меѓународни сертификати на конкурсите за директори ќе имаат предност пред оние луѓе кои што ќе имаат меѓународни сертификати. Значи ова се многу лоши измени, затоа што со нив се спуштаат стандардите за станување директор на фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Тоа е сигурно. Тоа што не е сигурно е дали овие измени се прават за да му се угоди на портпаролот на ЗНАМ, господинот Никола Мемов, кој што моментално е ВД директор, па сега се прават измени за он да може да стане директор и без меѓународно признат сертификат за англиски. Тоа не е сигурно и тоа е добро новинарите да проверат, инаку вакви закони поминаа и на претходна седница. Се менуваше законот за државен испитен центар, се смени и законот за спречување на перење пари, таму ВД директор е Кјутим и бившиот вреди, веројатно и он нема меѓународен признат сертификат, е ВД директор, па сега му правиме простор му правиме законски измени за да може да стане директор без меѓународно признат сертификат. Ова се несигурни работи, но менување на овој закон, ова е добро да го проверат новинарите кои што се тука, инаку овој закон конкретно е лош, како што кажав, затоа што ги спушта стандардите за станување на директор на фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и затоа е проблематично јас да го гласам со ваква подвала. Благодарам.